Добар ден, почитувани. Ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Генски терапии, надеж за болните и пазарот кој е во подем. Неодамна Агенцијата за храна и лекови во Америка одобри уште еден во низата генски лекови, овој пат за дишен-мускулната дистрофија, прогресивна наследна болест што ги афектира мускулите. Лекот чини неколку милиони долари. Уште 3 компании спроведуваат клинички студии кои што се наменети за лек генски за оваа болест. Се за генската терапија. Денеска од разговорот со професор доктор Тодор Арсов, генетичар, доктор Лелја Муаремовска, канзоска, субспецијалист невропедијатар, Сузана Трајковска, мајка на дете со оваа болест, а во емисијата ќе вклучиме и доктор Талија Дор од Израел, кој ќе ни даде детали за една од студиите што се спроведуваат. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа стартува разговорот во студиото. Останете на Телма. За генските терапии и дишен-мускулната дистрофија. Денеска разговараме со професор доктор Тодор Арсов, генетичар. Добре ни дојдовте, професора. Добре најдов, Марија, и еве уште еднаш фала за поканата и можноста да поразговараме за оваа интересна тема денес. Во студиото и Сузана Трајковска-Перхај, мајка на дете со оваа болест, и доктор Лелја Муаремовска, канзоска, субспецијалист невропедијатар. Добре дојде и за вас две. Добре ве најдовме. Благодариме за поканата. Докторке, ќе започнам со вас. Каква болест е дишен-мускулната дистрофија? Дишен-мускулна дистрофија представува само една од многуте невромускулни заболувања, а досега се опишани повеќе од 400. Генерално овие заболувања се генетски условени, само мал дел од нив се стекнати. Тие се резултат на дисфункција на точно одредено место на ниво на моторната единица, односно централниот нервен систем е исклучен од патогенетскиот механизам на овие заболувања. Врз основа на тоа, постојат 3 големи групи на невромускулни заболувања, и тоа заболувања кои што се резултат на примарно засегање на мускулите или миопатии, заболувања кои што се резултат на засегање на невромускулната спојница и заболувања кои што се резултат на засегање на периферните нерви. Дишен-мускулна дистрофија е исто така дел од една голема група на миопатии, односно примарни заболувања на мускулите или со заедничко име кажани мускулни дистрофии. Овие болести мора да се напомене дека се невродегенеративни, тешки, хронични, кои имаат голем импакт врз животот на пациентите и нивните семејства. За жал не постои за сите специфична терапија, па пациентите го живеат природниот тек на болеста, кој неретко завршува прематурно фатално. Значи, мускулите, докторе, ќе слабеат, пропаѓаат овие болести. Кардиналниот знак на оваа болест е мускулна слабост. Кои мускули најнапред се засегнати? Засегнати се сите мускули, особено скелетните мускули, мазните мускули, но секако не е поштеден и срцевиот мускул, така што овие пациенти... Органите за дишење? Да, така што овие пациенти, една од можеби потешките манифестации која би ја имале е дилатациона миокардиопатија. Што значи тоа? Попуштање на срцевиот мускул како резултат на основното заболување. Во текот на развојот на болеста ти завршуваат во инвалидска количка? За жал, да. Тоа што болеста е прогресивна, литературата и нашето искуство кажува дека 10-та година е периодот кога ја губат мобилноста овие пациенти. Сузана, вие сте мајка на Алексеј, кој што има 11 години, наскоро ќе полни 12, имавте уредна бременост, нормално породување. Алексеј проводе на 15 месеци, ништо не ви укажуваше дека ќе има некаков проблем. Ништо. И одеднаш добивате сериозна диагноза – дишен-мускулна дистрофија. Значи, почетокот на моментот кога ни ја соопштија самата болест, немавме никогаш ниту сретнато, ниту слушнато дека постои нека таква болест. Ниту во моето семејство, ниту во семејството на супругот, ниту познаници, ниту никој не знаев дека има некоја таква болест. Кога ни беше соопштено, не знаев ни за што се работи, се додека не ни објаснија зашто всушност се работи, додека не почнавме да гледаме на интернет. Сето тоа, нели, на почетокот е
не знам, не го доживуваш како огромен шок, меѓутоа гледајќи го детето дека функционира, дека оди, дека игра, дека освен некои си потешкоти, да речеме, потешкоти од типот, нели, полесно се сопнува, потешко му е да се качува по скали. Сметавте дека е трапаво детето? Да, си мислевме дека детето ни е трапаво, дека не зна да се задржи кога паѓа, тие паѓања, раскрвување на устните, прегриза устна или такви работи, сето тоа го придававме на детето ни е потрапаво. Се додека на 2,5 години случајно за сосема друга диагноза не отидовме на клиника и дознавме дека е уствари Така, вие бевте на инфективна клиника. Всушност, детето имаше висока температура, проблем со крениците, таму направија испитување на некои ензими на црниот гроб, ми споменавте, и од тука всушност започна се. Так, од тука се посомнива таму за што се работи? На почетокот не. Значи првата диагноза беше дека најверојатно се работи за мононуклеоза, дека може да се третира во домашни услови, меѓутоа би било фино кога би останале ние нели на клиника за он нели да прими инфузии, да биде освежен за да се додека се опорави, дека би требало тоа да речеме некоја си недела дена и дека после тоа ќе може да си одиме дома. После недела дена испитувањата покажа дека повторно ензимите во црниот дроб се и да исто нели не се спуштаат. Тогаш почна за хепатит, за бакари, за не знам, сега веќе не знам ни што се испитуваше, цела листа испитувања. Сето тоа траеше цел еден месец на инфективна клиника, се додека не се посомнива најверојатно дека се работи за нешто друго. Пратија примерот си во Ману и кога ги добија резултатите докторите нели од Ману, дојде ни соопштија за што всушност се работи. Всушност на детска клиника вие На детска поставија клиника, диагнозата. да. Вие ми споменавте дека дури не сте знаеле ни да изгуглате на интернет, Значи не никогаш знаев, јас не прв сте пат се сретнав слушнале. со тој поим, не знаев првично кога ми ја соопштија диагнозата, не можев да ја запамтам во момент, нели сите тие медицински изрази ми беа непознати. Не ја свативте ни сериозноста во прв момент? Не ја сватив ни сериозноста, се работи за некој си, не знам, болест на мускулите, мислев дека е некој воспаление на мускули, дека нели е нешто што ќе помине со некаква терапија. И потоа следеше она што е страшно непријатно како информација и голем шок. Сосема огромен за случајно секој доктор родител. Кристина Скепаровска беше на клиника, па дојде и детално ми ги објасни сите тие последици, што следува, како би се одвил неговиот живот понатака и нашиот воедно. Професоре, ова е генетска болест, но еве како што можевме да слушнеме, тие во семејството немале ниту еден член кој што е засегнат со овој тип на мускулна дистрофија. Секогаш ли мора да се наследи од некој од родителите? Може ли да дојде до спонтана мутација понекогаш? Марија, наследувањето на мускулната дистрофија Дишен го следи така нареченото X сврзано наследување, значи генот ДМД, кој што е одговорен за оваа болест, се наоѓа на X хромозомот. Како што сме кажали и друг пат во оваа емисија, жените имаат 2 X хромозоми, мажите имаме само еден, другиот е Y, тој што го наследуваме од таткото, тоа се половите хромозоми. Така што најчесто кај X врзаните болести тие се наследуваат од мајката, која што е најчесто здрава носител генетски на болеста. Веројатноста за секое машко дете е 1 од 2 да го наследи или да не го наследи хромозомот на кој што се наоѓа генот, кој што има генетска промена. Вообичаено кај овие заболувања, во семејството има историја за машки членови, да кажеме војковци или братучеди, кои што ја имаат болеста, да кажеме ова би било наследување слично како хемофилијата, ако е тоа малку попознато за гледачите. Меѓутоа, специфично кај дишановата мускулна дистрофија е што во зависно која литература ја читате, меѓутоа можеби 20, можеби и до 30% од случаите, всушност генетските промени не се наследени, туку се случила деново, велиме меѓугенерацијски или во една јајцеклетка почесто или во еден сперматозоид поретко. Ова е особено важно да се има во предвид, бидејќи
Тестирањето на мајката, воколку таа е негативна во тест направен во крв, не ја исклучува можноста болеста да се повтори кај следно машко дете, бидејќи постои една состојба каде што всушност мајката е мозаик и ја има болеста во нејзините овариуми или да речеме таткото во тестисите. Таа не може да биде детектирана во нивната крв, меѓутоа може да се манифестира сепак со повторување на болеста. Значи, Сузана, кај вас во крвта не беше утврдена? Не. Ни кај вас, ни кај сопругот? Но и ве сега објаснување всушност како можело се тоа да се случи, а доколку се направи пренатален тест, кај бебето може да се утврди оваа болест? Значи, додека мајката е трудна. Доколку постои ваков ризик во семејството. Значи, Марија, пренаталната диагноза е една од можностите за справување или за управување со ризикот за повторување на болеста во семејството, само тогаш кога имаме генетска диагноза поставена, бидејќи за да тестираме нешто во текот на бременноста пренатално, мора да имаме генетски тест. А за да имаме генетски тест, мора да се претходно да е поставена генетска диагноза. Значи, без разлика на тоа дали е болеста наследена или деново, во следната бременност може да се тестира воколку постои генетска диагноза. Во минатото, додека се уште не сме знаеле точно кој ген ја предизвикува болеста или кога немало можности за тестирање, по некој пат нели се утврдувал полот на бременноста и по некој пат семејствата и на тој начин донесувале одлука за овие X сврзани болести, ако бебето било машко, да кажем. Доктор, ке слушнавме дека на 2,5 години всушност Алексеја добил диагнозата, односно неговото семејство. На која возраст вообичаено се јавуваат родителите со нивните деца, кога имаат некаков проблем со дишановата мускулна дистрофија? Обично токму таа е возраста на која се поставува оваа диагноза. 2,5 години? Да. Литература рапортира за 2 до 5 годишна возраст, тоа веќе околу 5 годишна возраст би значило дури касно диагностицирање. Можноста за поставување на диагноза уште во помала возраст постои, но со тоа сепак треба добро организиран здравствен систем и подигнување на црвено знаменце од страна на матичните педиатри, кои доколку би забележале недостаток или во моторните пресвртници навреме да го упатат детенцето во терцијерна установа. Се разбира, тоа би го направиле доколку се друго како јасна причина претходно би било исклучено. На што треба да се внимава? Кои знаци би требало и родителите да ги алармираат дека нешто не е во ред? Поставувањето на диагноза на возраст од 2,5 години значи дека веќе болеста се манифестирала клинички, па токму поради тоа и родителите ги забележуваат знаците поради кои што нели бараат и лекарска помош. Тоа што родителите го забележуваат е токму тоа што Сузана го спомена, односно обично кажуваат дека детенцето е трапаво, односно касно проодува, има потешкоти во качување по скали, неможност за скокање, неможност за трчање на подолги дистанци. Тоа што всушност го забележуваат лекарите, а скоро никогаш не е потенцирано од страна на родителите, е еден карактеристичен знак, односно псевдохипертрофија на подколените мускули. Најверојатно мислењето на родителите е дека тоа се силни или фудбалерски мускули, но сосема спротивна. Такви хипертрофирани подколени мускули всушност значат дека веќе мускулите се заменале со фиброзно ткиво. Друг карактеристичен знак кога прегледуваме детенце со суспект на невромускулна болест, конкретно Дюшен мускулна дистрофија, е неопходност од изведување на така наречениот Говерсов знак, кој што е патогномоничен за оваа болест. Тоа представува една специфична транзиција од седичка во исправена положба, во тек на која детенцето поради слабост, особено на проксималните мускули, бара помош од своите раце, па така лазе најпрво по подот, а потоа и по сопственото тело, сето дека не се доведе во исправена положба. Ги допират колената за да се застанат? Да, буквално по должината на цело тело, се додека не се исправат во вертикализирана положба. Тоа е патогномоничен знак за оваа болест. Исто така, овие дечиња имаат еден карактеристичен од така наречен паткаст од или од на широка основа, а поради слабоста, особено на проксималните
проксималните мускули, а тоа се надколените мускули и глутеалната регија, имаат и специфична искривување на ребетниот столб, односно лордоза, што допридонесува за тој карактеристичен откај овие пациенти. Тоа се можеби клинички знаци кои секој лекар би морал да ги препознава. Сузана, како се развиваше болеста кај вашето дете? Велат прогресивна, значи се влошува со текот на времето. Да. Значи на почетокот, нели, кога ја дознавме диагнозата, тогаш почнавме веќе и да приметуваме дека вистина нешто не било во ред. Значи, како што спомна докторката, неговиот тод беше повеќе како задржање рамнотежа, како патка. Што кажа докторката, почна неговиот граден кош да искача нанапред, почна веќе тешкоти. Во почетокот живеевме во куќа каде што и не приметувавме многу дека има проблем по скали или качување, потоа се преселивме во стан каде што требаше се качуваме по скали. Тука веќе се приметува се повеќе и повеќе проблемите, држање за гелендер додека оди, качување на една скала па другата нога да ја качи, веќе почнува да се приметуваат тие проблеми кај него. Значи, ние уште на почетокот гледавме дека он не може да се исправи, дека му се потребни колениците за да се исправи. Тоа беа веќе знаци кои што откако дознавме за болеста, откако читавме за нејза, видовме дека он ги има сите тие симптоми, дека болеста всушност пред очи ни била, само што не сме знаеле за што се работи. Така, не сте знаеле за што се работи. Како е сега, бидејќи има 11 години? Во почетокот прво им беа засегнати најмногу мускулите на нозете, барем ние тоа најмногу го приметувавме. Се до периодот кога дојде короната. Кога дојде короната, веќе бевме на некој начин затворени дома. Немаше шитање, немаше одење, повеќе беше на седење и дојде момент кога го молевме да стане да прошета, не можеме болат мускулите, изговор му беше, не можеме болат мускулите и веќе не се не исправи да оди. Значи тоа беше 2020, од тогаш сме со инвалидска количка, болеста и понатака прогресира. Веќе има потреба допред, да речеме, некој си година дена можеше сам да пие вода, можеше сам да јаде манџа или не знам како му ставиме пред него. Сега веќе не може ни тоа да го прави, мораме ние да го храниме. Мора да му дадеме водичка, Кога спие може самиот да се заврти во текот на ноќта? Во спиење не може да се преврти сам, сопругот спие со него, по неколку пати во текот на вечерта го превртува на една страна, од друга страна. На училиште може на училиште, значи оди со асистентка, асистентката му помага да го отвори ранецот, да извади прибор, да му помогне, може да напише на пример неколку реда, после тоа да му помогне да му допише, значи станува веќе зависен комплетно од нас и да. Кога дознавте за болеста, всушност свативте дека за неа нема лек. Но сепак отидовте до Кина, бидејќи разбравте дека можеби таму некој би можел да ви помогне. Да. И имаше некакво подобрување? Значи, јас верувам дека секој родител за своето дете прави се што е во негова моќ. Така и ние направивме се што мислевме дека би можела да му помогне. Слушнавме за Кина, слушнавме родители кои што оделе во Кина, се нафативме на тој чекор, отидовме 7.500 километри од тука. Бевме 2 недели во Пекинг, примаше матични клетки, за жал не беше успешна целата терапија. Се вративме тука, имаше, мислам дека наводно беше еден центар за биоинформатика, со некои си липинки. Пробавме и со таа терапија, поминавме некои си 3-4 терапии, тоа не беше успешно. Се свртевме кон Бога, идевме по манастири, по цркви, по молитви. За жал до ден денес. Но има нешто на повидок, генска терапија, ќе проговориме и за тоа во текот на емисијата, но претходно професорот би го прашала во однос на матичните клетки. Гледаме дека многу од пациентите, пред се деца со проблем со некој невромускулно нарушување или пак ваква ретка болест, се одлучуваат на терапија со матични клетки.
Може тоа да даде подобрување? Од двостранство се собираат средства за тоа? Да, видете, Марија, мислам дека во формалната медицина, така како што ја практикуваме во овој наш свет и во западниот свет, да кажеме, западноевропски земји, Америка, Австралија, Канада, не постојат индикации во особено невролошките или нервните генетски болести за примена на матични клетки, колку што знам јас. Така што тоа е пракса која што се случува и нас во здравството, да кажеме, ние релативно тешко, да кажеме, во разговорите со родителите, бидејќи ние не знаеме дека таквиот вид на лекување може да помогне, меѓутоа, од друга страна, исто така, не сакаме ниту да им го одземеме на родителите правото на надеж, знаете. Меѓутоа, мора да имаме секој пат во предвид дека таа надеж доаѓа со една значителна цена на неа, која што е често пати во височина од неколку десетици илјади евра, кои што мислам дека во колку човек ги има, би можел, може би, на по целисходен начин, да кажам, да ги употреби во грижата за детето со некакво невролошко или друго генетско заболување. Не знам и доктор Лелја може да ми... Така, да. Што се применува кај децата кои што имаат дишенова мускулна дистрофија? Има ли некаков третман што сепак се дава? Да, пристапот кон детинце со дишен мускулна дистрофија неопходно е да е мултидисциплинарен. Тимот би требало да се состои од многу профили. Започнува со детски невролог, би требало да е така. Се разбира, генетичар мора да има во тој тим, кардиолог, пулмолог, физијатар кој има исто така особена улога во грижата и во третманот на пациент со дишен мускулна дистрофија, ендокринолог кој би ја следел состојбата, например, на коските и би интервенирал во момент кога е неопходно да се прави субституција со бифосфонати, односно момент кога доаѓа до кршливост на коските. Сите тие би придонеле за навремено интервенирање, односно би придонеле спречување на компликации кои кај овие пациенти се можни. Навремената, например, кардиолошка терапија, кога за тоа има потреба, би значила продолжување на животот и подобрување на квалитетот на живот. Во моментот, како во светот, така и во нашата држава, конвенционален третман за дишен мускулна дистрофија е примената на кортикостероиди. Литературата, односно најновите студии, рапортираат за започнување на терапија од веќе 2 годишна возраст и продолжување и после губитокот на мобилноста. До пред скоро време практиката беше почеток од 5 годишна возраст, па се до губиток на мобилноста. Постојат и други фармаколошки третмани, тука би го споменала лекот аталурен, кој што е индициран за конкретни мутации или така наречени точкасти мутации. Тој лек е одобрен и од FDA и од EMA, но за жал ниту еден од нашите пациенти со дишен мускулна дистрофија не исполнуваат критериуми за овој тип на терапија. Постои и екзон скипинг терапија, која што е исклучиво одобрена од FDA, па според тоа не се применува нити во Европа, нити кај нас, и тоа што нели е најново во моментот и некако е во центар на внимание на целиот свет, особено на медицинската фела, е одобрувањето на нова генска терапија, која се случи на 22 јуни, одобрена од Американската агенција за храна и лекови. Сега детално ќе проговориме за неа. Предпоставувам дека вие како семејство внимателно следите што се случува и дека ова ви отвара надеж. Отвара надеж. Се надеваме дека
се молиме на Господа да биде таа генска терапија конечно терапија која што се зборува веќе од моментот кога дознавме за неговата болест, дека медицината напредува, дека постојат вакво испитувања, дека се во нека завршна фаза, дека генските болести и генските лекови терапии не се толку лесни за одобрување, дека постои надеж, се надевам дека ќе го дочекаме тој ден. Се надевам и јас, бидејќи тука требаше што побрзо лекот да стигне. Професоре, одобрен е лекот после подолго време, значи не беше веднаш одобрен овој лек. Што се случуваше? Зошто беше потребно подолго време за негово одобрување? Видите, Марија, јас не сум сигурен... Имаше долги одложувања. Па видите, мислам дека светот на генските терапии уште од почетните обиди, да кажеме, е засегнат од значителен број на проблеми и во клиничкиот развој, значи и во текот на спроведувањето на клиничките студии, а се разбира и во текот на одобрувањето, значи на административната постапка, да кажеме, во агенциите кои што се занимаваат со проценка на ефикасноста и безбедноста на лековите. Заради тоа што ова е подрачје, знаете како, кое што се допира до многу суштински некои теми во биологијата, во медицината и во општеството пошироко, а тоа е на некој начин модификација на нашиот геном. Бидејќи, ако може само оној телоп да го така можеме да видиме за што точно се работи, да појасните. Само малку да го дадеме контекстот околу генските терапии, дека ние во овој момент, доктор Лилја кажуваше малку за дишенова мускулна дистрофија воопшто, меѓутоа ако го погледнеме спектарот на сите генетски болести, ние имаме лек, специфичен лек за генетска болест во помалку од 5% од случаите, ако и толку. Значи, за најголемиот број на генетски болести немаме можност за специфично лекување и лекувањето е на некој начин симптоматско или во поддршка, да кажеме, на функциите кои што се засегнати од болеста. Дури и во овие 5% од лекови кои што постојат, и сега еве малку вака за гледачите, на оваа слика горе лево, каде што пишува централна догма на молекуларната биологија, сме прикажале како генот всушност работи. Во горниот дел од сликата е двуверижната молекула на ДНК, која што живее во јадрото на секоја клетка, таа се препишува во информациона РНК која што излегува во цитоплазмата и од неа се создава протеин. И ова е така наречената централна догма на молекуларната биологија. Еден ген, еден протеин, еден ген кажува едно нешто во телото како да се направи, ама тоа е само информација на ниво на генот. Физичката манифестација на тоа нешто е всушност протеинското ниво. Најголем број од овие лекови за кои што зборуваме, овие 5% каде што и имаме некаква терапија за генските болести, но и воопшто надвор од светот на лекувањето на генетски болести, значи во фармакологијата воопшто, ние лекуваме на манифестното ниво, значи нешто на ниво на протеините. Например, кај хемофилијата недостасува коагулациониот фактор 8, па ние го додаваме со инфузија. Или да речеме, кај тип 1 диабет недостасува инсулин, па ние го додаваме. Значи, на некој начин се обидуваме на протеинско ниво. Ние во некои разговори сте ме прашувале за трикафта, дали е, например, генетска терапија. Не, бидејќи се работи повторно за мали молекули, во склоп на лекот трикафта има 3 мали молекули, кои што делуваат на протеинот, кој што е нефункционален и го прават пофункционален. Меѓутоа, сепак механизмот на лекување е на ниво на протеинот. Сега, ова за што зборуваме денес е одење наназад до самата молекула на ДНК. Значи, ова е веќе вистински генски лек, така? Така е. Значи, таму каде што е проблемот, генетска промена на ниво на ДНК, се заменува. Се обидуваме да го замениме на некој начин генот или да ја подобриме неговата функција. Во тоа се состои, да кажеме, револуционерноста на генските терапии. Меѓутоа, од другата страна на тој проблем, нели, се е баланс во овој свет, стојат, да речем, се разбира секако и безбедносните прашања и прашањата за ефикасноста, за кои што ќе зборуваме, меѓутоа и етичките прашања околу
можностите за менување или на некој начин манипулирање на човечкиот геном. И тука веднаш да кажеме информацијата која што можеби ќе ги смири, да речем, луѓето кои што ќе помислат дека повторно играме нешто повеќе од колку што би требало. Значи, во светот на генската терапија разликуваме, да кажем, или менување на човечкиот геном, зборуваме за две нешта. Едно е менување на геномот во соматските клетки, значи во нашите телесни клетки. Добре. Нешто што не се пренесува во следната генерација, и менување на геномот во половите клетки, да кажем, или во ембрионот, нешто што би се пренесувало во човечката линија понатаму. Значи, ова првото е местото каде што работиме и за што зборуваме денес. Ова второто е нешто кое што во моментот е забрането во најголемиот број на земји и од најголемиот број на учени издруженија. Се разбира дека има определени инциденти, да кажеме, кои што сме зборувале за нив. Значи, ние зборуваме во рамките на ова што е безбедно. Значи, менување на генетски дел во телесните клетки. Тие кои што не се пренесуваат во следната генерација, да кажеме. И за ова нешто технолошки има две можности. Едната можност е, например, во колку се клетките достапни, да ги извадиме надвор од телото, да ги измениме во лабораторијата генетски, значи да го поправиме генскиот проблем на некој начин и да ги вратиме клетките. Например, тоа би било со некои болести кои што ја засегнуваат крвта. Така, бидејќи ние лесно можеме да дојдеме до матични клетки, например, од крв, да ги видоизмениме и да ги вратиме, и тоа се нарекува генска терапија надвор од телото или екс виво генска терапија. Другиот вид на генска терапија каде што, и тоа е сега случајот овде, кај дишеновата мускула, се дава лек кој што се вбризгува во телото на човекот и тој лек треба да си го најде патот до соматските клетки, во конкретниот случај мускулните клетки, и таму да направи... Докторе, во сите клетки на човековото тело треба да се случат промени? Еве сега да речеме во сите мускулни клетки треба да се случи оваа промена? Тоа би било идеално, значи и во скелетните мускули, меѓутоа се разбира и во срцевиот мускул, бидејќи тоа е еден од мускулите, и во мазните мускули, бидејќи овој протеин, значи генот го кажавме веќе ДМД, протеинот кој што се синтетизира е наречен дистрофин. Значи дистрофинот е експресиран во сите мускулни, разни видови мускулни клетки, и идеално би било да, кога би можеле, да го донесеме до сите скелетни клетки. Сега, тоа била главната кочница историски, да кажеме, во развојот на генските терапии. Како да се донесе до секоја клетка? Како да го донесеме до секоја клетка? Сега користеле прочита вирус кој што ги заразува всушност мускулите. Така. Значи, вирусна настинка. Така. Ако не се лажам. Значи, ние имаме неколку можности и овие некои нешта ги викаме носачи или вектори. Значи, векторот е некаков носач кој што ни овозможува генот, генетската информација, ДНК, да стигне до клетките. Постојат невирусни методи кои што се во развој и овие вирусни кои што се веќе искористени во неколку од овие видови на генски терапии кои што се и одобрени, вклучително и дишеновата мускулна дистрофија, терапијата за дишенова мускулна дистрофија. Значи се работи за вирус, така наречен адено-асоциран вирус, кој што не е всушност патоген во човечкото тело, не предизвикува болест и е поврзан со аденовирусите, затоа се вика адено-асоциран. Аденовирусите предизвикуваат настинки и се тие вируси наоѓани своевремено како некои нејасни дополнителни секвенции од изолати, од носка и настинки и така натаму, или од инструменти. Тие се непатогени, не се реплицираат во човековото тело, значи нема можност да се развие некаква инфекција, да кажеме, значителна поголема од бројот на единици кои што ќе се вбризгаат. И со определени генетски модификации на тој аденоасоциран вирус, тој ја губи и можноста да се интегрира во човечкиот геном. Значи, онаа ДНК која што сакаме како генска терапија да ја донесеме до клетките на мускулите, ја пакуваме во овој вирус и еве тоа би била, например, ова... Тоа се ти конструкти што ги нарекуваат? Ке кажеме за конструктите за секунда, меѓутоа ете го вирусот, мислам дека е јасно сликата десно, со молекулата на ДНК, тоа е генот терапевски кој што се користи за лекување,
и се вбризгува во човечкото тело. Сега тропизмот, ова што ме прашувате, зависи од тоа кој аденоасоциран вирус се користи. Значи не постои само еден, постои цела плејада такви вируси, некои изолирани од човек, некои изолирани од други примати, например од резус мајмуните, кои што имаат специфично за поединечни органи или за неколку од нив. Во овој случај конкретно е користен аденоасоциран вирус RH74, кој што оригинално изолиран од резус мајмуни, тој е рекомбиниран и тој го користиме како носач да го донесе генот до мускулните клетки. Во студиите е покажано, во неколку студии процентите се различни, меѓутоа да речеме меѓу 40 и 50 до 80% од мускулните клетки ќе го добијат протеинот, како што сме замислиле. Значи, ќе дојде до замена на оној што е оштетен со она што сакаме да го постигнеме. Тоа се случува. Како да симплифицираме? Во овој случај не е точно, постојат и генетски терапии кои што работат на тој начин. Во овој случај, кога се користи аденоасоцираниот вирус како носач, не доаѓа до интеграција на овој терапевски ген во човечкиот геном. Значи, доаѓа до јадрото и останува во јадрото во вид на независна ДНК, која што исто така се препишува, која што е транскрипционно активна и почнува да се создава протеинот или како што ќе видиме за кратко верзија од протеинот која што е терапевска во конкретнава болест. Значи, генот кој што не работи, тој си останува во X хромозомот, а ова е дополнителна генетска информација која што останува во јадрото, меѓутоа не се интегрира во човечкиот геном. И ова е особено важно, бидејќи, да кажеме, дел од проблемите со генската терапија се во тоа што воколку вирусот се интегрира, како например во случаите на некои други ретровируси, например лентивирусни вектори и така натаму, може да дојде до така наречена инсерциона мутагенеза, значи ако вирусот се интегрира на местото на некој важен ген, може да ја поремети функцијата на тој ген и одеднаш наместо нешто да лекуваме да добиеме например несакан ефект во вид на, да речеме, канцер или нешто слично. Значи овој вектор не се интегрира во човечкиот геном, туку генот останува во јадрото како независно парче, да кажеме, на ДНК. И потоа доаѓа до создавање на оној протеин кој што е неопходен, кој што всушност недостасува. Така, и сега ако може да се вратиме на претходниот слајд. Само на претходниот слајд уште малку да се задржиме. Значи, видете сега, овој ген, и еве го овде во долу десниот квадрат, генот ДМД, сме го прикажале вака шеметски, тој е најголемиот ген всушност во човечкиот геном. Ние друг пат сме кажале секој ген е како книга. Во книгата има многу глави, главите се екзони и во таа книга еве кажува како да се создаде протеинот дистрофин. Проблемот со овој конкретен носач аденоасоциран вирус, толку колку што е погоден заради своите карактеристики, нели не е патоген, не се реплицира, не се интегрира, има едно ограничување, тоа е големината на парчето ДНК што може да го прими во себе. Значи тоа не може да е неограничено долго. Овој ген ДМД се препишува во информационерен, да кажеме, од околу 14.000 букви. И тие 14.000 букви се многу големи за да влезат во аденоасоцираниот вирус се носач. Тој може да собере до околу 5.000 најмногу. Така. И точно заради тоа во генската терапија за која што зборуваме, не се користи верзија на целиот ген, туку се користи мини или микро, во конкретниот случај на одобрениот лек микродистрофин. Значи тоа е помала верзија од генот, ама кој што знаеме дека се уште работи. И сега го насетувам следното прашање, од каде знаеме дека таа помала верзија ќе работи. И всушност болеста се издава самата себе си во однос на тоа како можеме на некој начин да ја лекуваме. Ние денес зборуваме за дишановата мускулна дистрофија, која што е заради проблеми во протеинот дистрофин, меѓутоа тоа е само врвот на сантата мраз, да кажеме. Има голем број на други симптоми и болести кои што се поврзани со овој протеин, кои што ги викаме дистрофинопатии. Една од дистрофинопатиите е и Бекеровата мускулна дистрофија,
каде што тоа е една многу полесна форма, да кажеме, на мускулна дистрофија, каде што мобилноста и функцијата поголем и подолга во животот. и човек практично може да доживее и природен на некој начин животен век, да кажеме. Овие пациенти кои што се со Бекерова дистрофија и кои што стигнале, да речеме, до 60 и 65 годишна возраст и се уште мобилни, знаеме дека што и да имаат тие како генетска промена во генот ДМД е доволно за да се запази мускулната функција. И неколку такви случаи се опишани во крајот на 80-тите години, каде што мажи на 60 и повеќе годишна возраст со Бекерова дистрофија се уште мобилни, а на нив им недостасува точно целата средна третина од екзонот 17, од главата 17 до главата, да речеме, 48. Значи, им недостасува тој дел од генот, а тие се уште мобилни. И ова се варијантите на мини и микродистрофин. Сушност се внесува тоа. Една болест се заменува со друга, всушност. Па тоа е всушност идејата, да кажеме, идеално би било во колку би можело, нели, да се, и ние ќе видиме допрва какви ќе бидат клиничките, да кажеме, резултати, бидејќи и за тоа малку ќе кажеме, за кратко, меѓутоа би биле задоволни и во колку всушност би завршиле со полесна форма на болеста. Промена на фенотипот. Да, промена на болеста, промена на фенотипот. Значи, лекот е наменет за деца од 4 до 5 години. Што велат студиите кај овој лек, што е одобрен? Дали се тие добри во моментов? Так. Значи, Марија, во однос на одобрувањето и надежта за кое што зборуваме, се разбира дека сите сме многу возбудени во светот на генетиката, во светот на детската неврологија и така натаму. Меѓутоа, мораме таа возбуда, да кажем, и надеж сепак да ја дозираме на некој начин, таа мора да е внимателна и да е во точни рамки, бидејќи одобрувањето на лекот е всушност условно во овој момент. Условеноста се должи на фактот што ова е за прв пат генетска терапија FDA да одобри со забрзана постапка, така наречената emergency авторизација, значи ургентна авторизација, што произлегува од она нешто што го викаме незадоволена потреба во оваа болест, немаме други можности за лекување. И во оваа скратена постапка, всушност, алатката која што го има телото, Агенцијата за биолошки и генетски терапии под FDA, да го разгледува досието кое што компанијата Серапта го доставува, е наместо да бара конкретни клинички исходи, значи докази за клиничко подобрување на состојбата, е доволно да се покаже само дека генот всушност стига до клетките и дека протеинот во клетките се прави. И сега, ако може да влеземе на следниот табло, да се види разликата всушност во клетките. Да покажеме точно тоа е на следниот слайд. Така. Значи, ако гледаме во левата слика, гледаме, например, кај здрав човек, ова лево горе, како имаме акумулација на овој црвен материјал или на црвената боја, околу мускулниот сноп, околу мускулното влакно. Значи, секој еден од тие хексагони е едно мускулно влакно обкружено со мембрана и во таа мембрана се нормално наоѓа протеинот дистрофин. Тој се локализира во мембраната. И ние имаме некои техники и можности за боење, кај што можеме да го обоиме тој протеин, да го видиме под микроскоп и таму гледаме како црвената боја е во мембраната на тие клетки. Тој е здрав човек лево. Десно е пациент со дишанова мускулна дистрофија, каде што гледаме дека отсуствува, го нема. Само отсуствува, протеинот речиси и го нема. Горната од тие слики е пред терапија, долната е од ова што е објавено од една од клиничките студии, после генската терапија, еве на кој начин изгледа. И сега ние, Марија, како доктори и научници во овој свет, да кажеме, кога ќе видиме нешто вакво, ова е вистина триумф на медицината, на сечилото на ножот до таму докаде што можеме. И е на некој начин доволно убедливо за да во овој момент ни даде глас на надеж. Така кажува делот од панелот во FDA кој што гласал за, бидејќи гласањето не е едногласно, односот е 8-6, значи со многу тесно мнозинство е условното одобрување дадено, кажува дека ова е глас
На за надеж. надеж. Бидејќи, знаете како, ова е за овие пациенти, меѓутоа и за целото поле на генска терапија воопшто. Морам да кажам дека има и определени првични резултати во однос на ефикасноста, меѓутоа тие се базираат на прва и втора фаза клинички студии, значи третата фаза клиничка студија Евотек, со поголем број на пациенти, каде што специфично ќе се мери ефикасноста на лекот, и тоа ќе го имаме како информација до крајот на годината, кога FDA ќе се состане повторно и ќе одлучи дали авторизацијата ќе продолжи во истата индикација, дали индикацијата можеби ќе се расшири, да речеме за други возрасти, или можеби ќе се повлече. Значи, во однос на ова 4 и 5 години, ефикасноста е покажана најмногу во таа возраст, и тоа не е сосема контраинтуитивно, бидејќи, како што кажа и Лелја, дока и 6 години, всушност, децата со дишанова мускулна дистрофија се уште стекнуваат нови моторни вештини, и кога ги гледаме скалите на моторното напредување, до 6 години е нагоре кривата. После 6 години почнува да се намалува, нешто како да се случува во таа возраст, кое што ја води работата надолу. И стравот, да кажеме, на директорот на ова тело кое што го надгледува одобрението, е дека можеби се пропушта тој прозор од 4 до 5 години, кога можеби лекот вистина може да направи разлика, и е заради тоа дадена индикацијата за 4 и 5 години во моментот. Уште 3 компании работат на генска терапија за оваа болест. Ние направивме интервју со доктор Талија Дор од Ерусалим, Израел. Всушност, таа ќе даде информации за клиничкото истражување што го спроведува компанијата Pfizer, така. Може да го погледнеме. Now the FDA has approved a new, very exciting gene therapy for Duchenne boys. The approval was only, and for now, only for 4 and 5-year-old boys, but hopefully in the end of the year, the approval will be expanded to older kids. It depends on the results on the trial, on the EMBARK trial that Sarepta is now doing, and the results will be in the end of the year. So this is very, very exciting, and hopefully the results will be good, and we can deliver the drug for other kids. Specifically, I don't have experience with the Sarepta trial, but we did in Hadassah another trial, which is the Pfizer trial. But now it's like 3 big companies have been trying, or 4 actually, big companies are trying to do gene therapy for Duchenne boys. It is like Sarepta, which is in Europe will be distributed by Roche, and Pfizer, and Solid Pharmaceutical that also tried gene therapy, and Genethon, which will continue hopefully to examine their product with gene therapy. What is like making things maybe a little bit more complicated, that there were some serious adverse events for some of the boys that participated in the trials. That's why it takes a little bit like longer to continue with the trials and to contribute the medicine, and it also requires a lot of tests and regulations, because what was like surprising to all 4 companies is that like 3 weeks after the delivery of the gene therapy, some kids developed severe side effects of myositis. So myositis, like kind of an immune reaction of the body itself to its own muscles. So that's why they consulted all these four pharma companies together, and they try to understand why, because they all have different constructs and different promoters, but they all had similar side effects. That was like in 5 boys, like myositis, like inflammation of the muscle, myocarditis to some boys, also in the Pfizer trial, and some, so that's why, and they came to the conclusion that there is a late side effect that is like the body does not recognize the protein
that is being used from the construct, from the DNA that is delivered with the virus. So the body sees a new protein, the microdystrophin, which is new to the body. The body thinks it's a foreign protein, and it starts to make an immune reaction, a severe immune reaction against this protein. So that's why children with specific exons in the dystrophin gene are actually excluded from getting the drug. For example, boys which have deletion of exon 8 and 9 cannot get the drug. And also there is a warning of different deletions, the deletions that are in the beginning of the gene, like exon 1 to 17, and deletions that are upstream the gene, okay, like 59 to 70. Because these whole parts that are being introduced to the boy with the microdystrophin, and it might cause an inflammation in the body. So we have to be very optimistic and happy with the new drug, but we also have to wait and see how things are going with the introduction of the protein to the body, which is a foreign protein to some of the boys. So this is like, and also in Pfizer, they had some of these side effects. That's why it took some time for them to continue. But nonetheless, the study continues, and hopefully there will be good results in the end of efficacy, and they will also have a good product for the boys. In Pfizer, it's a worldwide study with 99 boys, and it is with a placebo. It's a double blind, so 2/3 get in the first year the real drug, and then after 1 year it is switched. But it is only, it's only one time. The dosing is one time, and then there is a follow-up for 5 years to see the efficacy and the safety. So the safety issues are very important. So they are like 2 weeks they are hospitalized in the hospital. After they get the drug, they need to be hospitalized for 2 weeks, and in the Pfizer trial, okay? And to get like every day or every 2 days, and then every 3 days, the liver function test and the troponin I for the heart, and all the safety measurements that are being are very important to see how the body reacts to the drug. And then there is a continued follow-up, which is also quite intensive. It's not mandatory to be 2 weeks in the hospital, but it's mandatory to continue the follow-up. And then they continue to be followed for 5 years. So it's a very long clinical trial. Yes, it's long. And this is like what we have with experience in Hadassah and Jerusalem, the Pfizer trial. We don't have an experience with the Sarepta Roche trial, which is now gotten approved by the FDA. The virus, the AV, is different. The construct is a little bit different between the companies. I mean, the microdystrophin that they use and the promoter. The promoter is the area in the DNA that makes that allows the expression of the gene in the body. Okay, so this is like the different companies that choose a different promoter, a different construct, and a different virus. But on the whole, it's very similar, because the microdystrophin itself needs to have the 2 very important locations, which is the beginning of the gene and the end of the gene. And this is something that is common to all 4 companies. That's why when they all experience that some of the children go through a severe side effects, they consulted all of them together, all 4 companies, to try and understand what is the reason for this issue, and they decided to exclude some of the exons, or to give warning to some of the exons regarding the safety issue. But still, there is very good results regarding efficacy from at least what we can see now, what is published by the Sarepta trial and the Sarepta Roche trial, and we're really, hopefully it will be for even older boys, and we will see good results. Се надеваме дека ќе има добри резултати, но еве се зборува и за несакани ефекти. Така и Марија, секоја терапија е поврзана со несакани ефекти. Во овој случај користиме вирус за да се инфицираат мускули, за да се доведе протеин кој што му е на телото туѓ. Се разбира дека имуниот систем се активира, меѓутоа низ клиничките студии стекнатите искуства се преточени во многу строги препораки околу тоа како лекот треба да се употребува
и се надеваме дека со ова и овие некои несакани ефекти ќе бидат на некој начин минимизирани или избегнати понатаму. Сузана, вие би се одлучиле доколку би имале можност да го вклучите вашето дете во некој од овие студии? Секако со оглед на животниот век кој што го има децата нели со мускулна дистрофија, кој што е различен или за секого, меѓутоа границата е 24-5 години, чувствувајќи дека времето одминува, значи подготвен си макар и на ризик да пробаш да на некој начин можеби нешто би било позитивно за него. Да пробаш да не го изгубиш и тоа време што го имаш. Лекот чини 3,2 милиони долари, овој што е одобрен во моментов, на вистина е прескап, ова ќе биде преголем залог дури и за државите кои што се во далеку подобра финансиска состојба од нашата. Сигурно не е лесно па и да се знае дека има лек и за вас како доктори, но и вие како родители, а да е прескап и кога ќе го има да не може да се аплицира. Но тоа е веќе една друга тема, за која што можеби би зборувале во некоја друга емисија. Да. Ви благодарам многу за гостувањето, што ни ги појаснивте, професоре, сите аспекти поврзани со новата генска терапија, докторке, што ни ги објаснивте сите аспекти на оваа болест и вие како родител што излеговте пред јавноста да појасните со што се соочувате и како изгледа оваа болест. Кога имате во семејството, ви посакувам многу сила. Благодарам. И здравје понатаму. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кој што не следевте.